Една од целите на одржлив развој во нашата држава, или цел број 4 поточно, е квалитетното образование. Големо прашање е како да се дојде до квалитетно образование и од каде да се тргне. Јас би рекол дека образованието покрај тоа што е прашање на едукација и на образование или на ниво на образование на населението и на граѓаните, тоа истовремено представува и економско прашање и мислам дека со тек на времето кај нас, поготово во нашата држава, ќе представува се повеќе и повеќе економско прашање кое што ќе биде ограничувачки фактор за развој на економијата доколку ние тоа прашање не го решиме на соодветен начин. Што по мене значи представува соодветен начин и како јас го разбирам или службите, институциите со кои што разговаравме во овој период, како го разбираме соодветниот начин. За да биде решен на соодветен начин, треба да се тргне од реалната потреба и реалната состојба, значи, во образованието. Прво треба да ги знаеме резултатите и оваа студија која што јас имам пред мене, значи, овој преглед за евалуација и оценувањето во образованието, мислам дека ни дава една добра основа да знаеме од каде ние треба да тргнеме и за жал, значи, таа добра основа не е добра. Напротив, резултатите тука што се покажани во овие диаграми, согласно ПИСА, значи, испитувањата и тестирањата, тие се за нашата земја лоши и ние треба да знаеме дека тргнуваме од таква ситуација. И треба прво да ги детектираме причините зашто е тоа така. Овдека, ако сакаме со една реченица да утврдиме, значи, што се случувало, можеме да кажеме дека образованието назадувало во периодот од 2000 до 2015 година е анализирано и во тој период имаме константно назадување на резултатите на учениците. И ние тука треба да се запрашаме како да го зголемиме капацитетот, значи и критериумите во училиштата, за да тоа се случи. Мислам дека сме една од ретките држави во која што можеме да кажеме дека во 2003 година сме имале 5 универзитети, а во 2017 гледам имаме 22 универзитети, а при тоа, значи, квалитетот на сето тоа опаднал. Значи, тоа само кажува дека квантитетот и квалитетот не секогаш одат заедно, напротив, во нашиот случај одат обратно пропорционално. Исто така, мислам дека секогаш треба да тргнеме од реалната ситуација за да дојдеме до правите одговори и во кој правец треба да се движи значи, образованието. Мислам дека ќе биде интересна уште една бројка, дека во нашата држава има, да речеме, во еден момент имаше 153 средни училишта и 196 факултети и уште повеќе имаше, значи, дел од тие факултети беа дисперзирани по мали места каде што практично и немаше никакви услови да тие факултети функционираат. И тоа, мислам, е добро што се спречи, заради тоа што тоа правеше сериозна девалвација и на дипломите, и на образовниот систем и прави една сериозна дисторзија практично на пазарот на трудот, бидејќи, знаете, не секоја диплома исто тежи и секаде во светот е тоа така и во најразвиените земји не сите универзитети или средни училишта имаат ист степен на тежина на дипломите, ама доколку ние продолжевме во тој правец, имаше уште посериозна дисторзија во тој дел. Тоа е, значи, состојбата како некој ја оценил состојбата во образованието и јас го гледам тука тоа во овие извештаи и тоа треба нас да ни биде една почетна основа од која што треба да се тргне. Сега треба да видиме што е реалната потреба и реалната ситуација на пазарот, бидејќи образовниот систем треба да генерира луѓе за реалниот пазар. Тие таму треба да го најдат своето место. Извинете. И тука сега ќе тргнам од една анализа која што е направена во нашата држава на репрезентативен примерок од 3140 работодавачи со 7 и повеќе вработени. Значи, тоа не се сите работодавачи во државата, него се 3140 работодавачи и тие 3140 работодавачи 50 изразиле спремност дека само во оваа година, значи во 2019 година, би запослиле 18.463 вработени и тоа само 1883 компании. Значи, да бидам попрецизен, од 3140 анкетирани компании, 1883 компании рекле дека имаат потреба од работна снага и тие, значи, би запослиле само во 2019 година 18.463 вработени.
Али тоа, само да напоменам, не се сите компании, тоа се само анкетираните компании, значи дел од тие 3140, што значи оваа бројка би била и поголема, доколку на пазарот ги има тие луѓе. Што е проблем? Проблем е што овие 18.463 луѓе ги нема на пазарот. Зошто? Затоа што кога ќе прашате сега што тие луѓе бараат, што треба да бидат тие 18.463 луѓе, тие во делот на високото образование бараат да бидат, значи, машински инженери, електроинженери, информатичари, градежни инженери и така натаму. Во делот на средното училиште бараат повторно да бидат машински техничари, електротехничари, мехатроничари, не знам, градежни техничари, рударски техничари и така, металуршки техничари и така натаму, а во делот, значи, на занаетчиските струки бараат да бидат оператори на ЦНЦ машини, заварувачи, плочкари, кожарски работници, градежни работници, возачи на моторни возила, ракувачи со градежна механизација и така натаму. Проблем е што овие луѓе што им требат на реалната економија, тие ги нема на реалниот пазар. Сега, викаме, од друга страна имаме висок степен на невработеност. Ај сега да видиме кој е тој степен на невработеност. Викаме, имаме сега историски најниска невработеност, 19%, која што, ај да видиме колку е таа реална невработеност, бидејќи тие 19% се 185.000 луѓе и од тие 185.000 граѓани, практично, активни баратели на работа, тоа се 19%, активни баратели на работа се само 105.444. Значи, разликата од 105 до 185.000, 80.000 луѓе, значи не се активни баратели. Ние чак што ише и не знаеме дали еден добар дел од нив се во државата. Бидејќи, тоа ќе го покаже пописот, еден дел од нив се ја имаат напуштено државата. Сега од овие 105.000 активни баратели на работа, 42% се со возраст над 50 години. И тука мислам дека треба да бидеме објективни, да јас бар ќе го кажам моето мислење, мислам дека добар дел од тие што се над 50 години, еден дел се навистина проблем, тоа се некои 45.000 луѓе, вака би дошле во бројка, се навистина проблем, технолошки вишок, неснајдени во некакви процеси, меѓутоа еден добар дел од нив веќе имаат 15 години работен стаж, колку што е неопходно за да стекнат пензија. Тие, значи, знаат дека кога ќе напалнат 64 години ќе стекнат пензија, а при тоа, значи, сега се во делот на сивата економија, значи, прават разни услужни дејности, од таксисти, продавачи на зелени пазари, па до, не знам, домашни услуги, градинари, молераи, плочки и така натаму. И тие исто така се во тие, мислам. Еден добар дел од нив се внатре, бидејќи мислам дека никој не добил фискална сметка или фактура за такви услуги. И тука има, нели, простор за размислување. Но она што е уште по-лошо, значи без образование или со основно образование се 50% од тие луѓе или 50.000 луѓе, или со завршено средно образование се 25,6%. Ова се бројките од кои што ние треба да почнеме и кои што треба да ја знаеме реалност. И овие бројки што покажуваат по мене? Овие бројки по мене покажуваат дека во делот на, да кажеме, еве ќе почнам од високото образование, треба да некако, не можеме ние да го лимитираме, меѓутоа да малце го зголемиме критериумот за луѓето да им биде атрактивно, да сите сакаат да станат правници, не знам, менаџери и така натаму, него малце повеќе да се даде атрактивност на техничките струки кои што и реално се бараат на пазарот и да се зголеми капацитетот на тие високообразовни институции. Во делот на средното образование, тука треба да се направи, значи, зголемување на капацитетот на средното техничко образование и сега би имале, значи, класична гимназија, средно техничко образование и третото, значи, би било така нареченото дуално образование, за кое што и премиерот најави дека ќе кажам неколку збори, јас на тоа ќе се задржам повеќе. Сакав само да ја кажам широката слика како јас ја гледам и како мислам дека треба да се решава. Значи, тоа значи дека треба да се намали капацитетот на гимназиите, да се зголеми капацитетот на средните технички училишта и оваа година мислам дека Министерството за образование заедно со неговите
подружници и институции кои што спаѓаат под Министерството работеа интензивно и мислам дека се направи капацитет за да се зголеми средното техничко образование, но паралелно на тоа потребно е да се формира и така нареченото дуално образование или дуален систем во кој што ќе можеме да абсорбираме и од повозрастните категории. Овие што се незапослени, значи 50% со основно образование би можеле тие таму да влезат, но тоа не можеме, како што ни една држава не може 100% да преземе од друга држава нешто, така и ние треба тоа дуално образование да го прилагодиме на нашите потреби. Значи, дуалното образование у Германија и у Австрија е така организирано да углавно една паралелка соодветствува на една фирма, но ние во нашата држава немаме толку големи фирми кои што ќе може секоја година да генерираат паралелка. Напротив, ние треба да се ориентираме према град, каде што ќе треба да дефинираме паралелки на тие на дуално образование, каде што 2 дена во годината, во неделата ќе се оди на училиште во средното техничко таму или средното стручно училиште, а после 3 дена образованието би се одвивало во фирмите со така наречените инструктори кои што ќе бидат воведени и така натаму. Мислам дека на тој начин ќе се создаде една реална база за развојот на економијата. Но за ова да се случи не е доволно да се направат само програмите, него е потребно да се изменат и неколку закони. Ние имавме неколку состаноци заедно и со Министерката за труд и социјална политика, Министерот за образование и сите останати чинители во државата кои што треба тоа да го направат, да видиме кои се тие закони што треба да се променат за на учениците да им се овозможи ова да го направат, а при тоа тие да имаат и некој приход. Бидејќи вие никого не можете со сила да натерате, напротив, тој треба да види интерес тоа да го направи и тоа треба да се направи, како да кажеме, сериозен маркетинг, да младите луѓе сватат што е нивната предност, значи ако тоа го направат визави да завршат некој факултет и да добијат некоја виртуелна диплома која што утре не ќе има реална вредност на пазарот, а ќе ги изгубат годините и едноставно тоа е неповратно, бидејќи годините и времето за секој живот се неповратни. Така да, тоа се вака да речеме главните компоненти во кои што треба да се работи, како јас и луѓето со кои што разговаравме во рамките на државните институции размислувавме на оваа тема. Би сакал само уште една работа да кажам, а тоа е дека мораме образовниот систем уште од забавиште, значи уште од предшколска возраст, да го направиме таков, малце повеќе да ги дигне предприемачките амбиции на луѓето. Бидејќи ако од друга страна погледнете една анализа да луѓето кои што завршуваат образование во главно сакаат да работат во администрација или во државен сектор, тоа кажува дека има недостаток на предприемачки дух. И мислам дека тие, значи, капацитети и тие предмети од делот на предприемаштвото и позитивните примери во државата во тој дел треба да бидат составен дел на образовниот процес. Еве, јас се надевам дека со ова моја дискусија, која што се надевам не беше премногу екстензивна, значи дадов еден мал осврт на тоа како јас размислувам и мојот кабинет, значи во делот на визијата како треба да се направи квалитетно образование, при тоа да биде соодветно и адекватно за потребите на економијата, а со самото тоа нели да обезбеди на тие граѓани кои што ќе поминат низ тој образовен процес да обезбеди поквалитетен живот. Покрај овие, значи, системски мерки, ние треба да направиме и акутни мерки и тие се направени во рамките на Министерството за труд и социјална политика, бидејќи овдека во овие невработени луѓе, вие имате луѓе кои што нема како да ги ставите во ниеден образовен процес, а тие немаат никакви квалификации. Значи, затоа воведовме мерки преку Агенцијата за вработување за преквалификација нивна или доквалификација, би рекол подобро, пошто немаат никаква. Значи, во самите фабрики, со што значи нудиме средства фабриките, со други зборови, ако сакаме да ја поедноставиме програмата, ние ја плаќаме нивната плата во рамките на 6 месеца, додека фабриките не ги оспособат нив или не ги адуцираат во рамките на самите фабрики, за да може да дојдат до нивото да бидат за нив корисни, и таквите средства, да речеме, во последните 2 години се значително зголемени. Ако
да речеме во 17 година беа 992 милиона, 18 се 1,91 милион, веќе во 19 година одредивме 1,2 милиона денара или со други зборови околу 20 милиона евра, што за нашата мала држава е значителна бројка и добро е што тоа дава резултати и добро е што голем број на луѓе веќе се запослени преку оваа мерка. И цениме дека тоа практично би било еден сериозен допринос. Намалувањето на бројот на навработени лица во однос на 17 година веќе е 26.600, од кои еден дел добар, некои мислам дека околу 4-5 се преку оваа мерка запослени, што самото кажува дека е таа добра мерка. И ценам дека во тој правец треба да се оди, значи преку тие мерки да се решава акутниот проблем на овие кои што немаат едукација и образование, а се невработени, а да мислиме како да го трансферираме и тоа во оваа насока, образовниот процес, да го направиме актуелен за економијата и да биде прилагоден на потребите во државата и при тоа треба да се зголемува квалитетот, критериумите, квалитетот, а да се намалува квантитетот. Благодарам.